Четврток, 28 април 2016 година, го одбележуваме Светскиот ден за безбедност и здравје при работа и Меморијалниот ден за работниците. Ден за да се размислува за тоа како нашите активности може да спречат идни смртни случаи, повреди и болести поврзани со работа, и ден на кој ќе се сетиме на оние кои починале од повреда или болести поврзани со работата. Секоја година околу 3 милиони мажи и жени ги губат животите преку несреќите и болестите поврзани со нивната работа. Македонското здружение за заштита при работа, како колаборативен центар на Меѓународната организација на труд, во соработка со Националниот совет за безбедност и здравје при работа, го одбележа 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Тема на овогодишното одбележување на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа е стресот на работното место, колективен предизвик. На одбележувањето на Светскиот ден присуствуваа представници од државните институции, граѓански организации, социјални партнери, образовни институции и медиуми. Настанот започна со тркалезна маса каде беше презентиран извештајот на несреќи, повреди и смртни случаи при работа за 2015 година на Македонското здружение за заштита при работа, кој беше презентиран од страна на господин Милан Петковски, председател на МЗЗПР. Кога зборуваме за несреќите на работа, битно е да се напомене дека ние во 2015 година евидентиравме 39 смртни случаи. Кои смртни случаи, понатаму ќе видите во самиот извештај се детално распределени по однос на индустрија, по однос на денови кога се случуваат и така натаму, но она што е карактеристично на кое би сакал да го посочам вашето внимание е фактот дека доколку го споредиме овој сооднос на 100.000 вработени во нашата индустрија, а податокот е од прилика 715.000 според Заводот за статистика, ние котираме со некои си 6%, 5,44 повредени, тоа загинати на 100.000 вработени. Тоа не става во друштво на ниско развиените земји или поточно, како што кажав, или претходно на самата пресконференција, не става во групата на земји каде што немаме развиено превентивна култура во однос на несреќите на работа. И понатаму несреќите на работа се случуваат во Република Македонија и жал ми е дека со секој загубен човечки живот всушност ние креираме само статистика, наспротив да креираме систем кој би бил поука за сите следни несреќи од исти тип да не се случат. Во 2015 година, според извештајот, се случиле 144 несреќи при работа, а од нив 39 се со фатални последици. Согласно тоа, стапката на смртни случаи во Македонија изнесува 5,44, односно на секои 100.000 вработени загинуваат 5 до 6 вработени. Од вкупно 34 градови во Република Македонија, во 2015 година во 24 од нив се случиле несреќи при работа. Најголем број на смртни случаи поврзани со работното место се случиле во Куманово. Следуваше јавна дебата на тема несреќи, повреди и смртни случаи при работа во Македонија, каде своje мислење и искуства споделија господин Живко Митревски, председател на ССМ, професор доктор Јованка Каранџиска-Бисламовска, доктор Сашо Столески, професор Љубен Дудески, госпоѓа Снежана Јанкова Петковска, дипломиран инженер по заштита при работа и стручно лице за безбедност при работа, Борче Стојчевски, стручно лице на БР, како и представници на Министерството за здравство. Пред почетокот на централниот дел на настанот беа дадени изјави за медиумите од страна на господин Милан Петковски, господин Живко Митревски и професор доктор Јованка Каранџиска-Бислимовска. Централниот дел на настанот 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, го отвори професор доктор Јованка Каранџиска-Бислимовска, председател на Националниот совет за безбедност и здравје при работа на Република Македонија, кој информираше дека Советот за безбедност и здравје при работа на Република Македонија ја превзеде обврската од досегашниот организатор, Македонското здружение за заштита при работа, да ја организира манифестацијата и да го одбележи 28 април. Свој излагање на темата имаше и доктор Драган Мијаковски, пошто беа доделени националните награди за добра пракса за БЗР за 2015 година за мали, средни и големи компании.
Промовиран е и проектот за јакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина, основно човеково право, од страна на проект менаџерот госпоѓа Весна Ристовска. Проектот е финансиран од Европската унија и има за цел да придонесе кон подобрување на правата на работниците за безбедни и здрави работни места во нашата земја. Животот и здравието на работникот е основно човеково и фундаментално право. Тргнувајќи од Уставот на Република Македонија, секој вработен има право на заштита на работното место, како основно човеково право. Учеството на вработените во системите за управување со безбедност и здравје е од витално значење. Во многу случаи вработениот ја нема потребната поддршка да ги искаже неговите проблеми во однос на безбедноста и здравието при работата. Стратегијата за унапредување на безбедноста и здравието при работа во Република Македонија, преку активно учество на граѓанските организации 2015-2019, подготвено од Македонското здружение за заштита при работа и сите социјални партнери, цели кон воспоставување на систем со кој ќе се постигнат безбедни и здрави работни места и во најголема можна мера намалување на повредите и професионалните болести поврзани со работата.